Базенот и дворот на црквата Света Богородица во Тетово годинава за водокрст останаа празни. А овој ден било преполно со верници, оти само тука обстојува повеќе децениска традиција по Светиот крст да се скока денеска. Поради владините мерки и забрани за масовни прослави на празниците, годинава традицијата за прв пат е прекината. Повеќето верници сметаат дека ова е погрешно. Со посебни мерки велат, чинот на спуштање на Светиот крст сепак можеше да се одржи, а и самата прослава секогаш е на отворено. Еве, ние дојдоме, мислиме дека ќе најдеме нешто, некоја состојба на прослава на новиот ден. Еве, ќе запалиме свеќа, ќе се пркрстиме, па тоа. Да водиме рачун на растојание со маски, може би можело. Ама сега тоа е. Ја не гледам една причина зошто да не се одржи, еве ќе ви кажам зошто. Прво, сите се со заштитни маски и второ, под отворено небо, атмосфера, не е амбиент, но атмосфера, значи нема услови за зараза. Значи, ова на некој начин, овие што се на власт, права антимакедонско ништење, товерба, омаловажување, понижување, до разочарување. Јас сум превише разочаран од сеја што се случи во Македонија. Расположение и желба за продолжување на традицијата на славење на водокрст во Тетово имало и кај свештените лица. Но стравот да не им се случи исто како во Вевчани, ги премислил сепак годинава да ја прекинат традицијата. Поученијете од тоа што се деси во Вевчани, да не дојде некоја гужва на народ, луѓето денеска некој одобрува, некој не одобрува, некој не му ема со маски, унутра им смо рекле да носа рацете, да ги дезинфекцира, се некој не сака. Ние ќе им речеме че тура унутро не ги вада. И не можеме да се понадиме со ова. Исто така се плашевме да не стане некоја гужва, па да ни се расипе празникот. Богојавленските празници се најмасовно посетени верски манифестации, но утре за Водици низ државава нема да има прослави и нема да се скока по Светиот крст. Празникот ќе се одбележи само во храмовите. За разлика од кај нас пак, во соседна Србија Водици сепак ќе се слави како и досега, со спуштање на Светиот крст, но со препораки да нема публика.